Со промената на климата се менува и начинот на функционирање, па освен што луѓето имаат промени со крвниот притисок, често чувствуваат вртежи и болки во колената и зглобовите. Според анкетираните граѓани во Штип, потребно е да се оди на контрола се со цел да се користи соодветна терапија, а истата да ја олесни самата ситуација. Па да. На колку време? На колку, кога има потреба. Сега моментално зашто? Само моментално јас дојдех на контрола, раката си убивах и дојдех на контрола за раката. Па доктора препишува пчиња и така лекови препишува, се са повише на приватно. Скапи? И многу се скапи, многу да ти кажа право, многу скапи. Многу јас за таа рака 6.000 сам дала за лекове, кој лек као бараш се вика на приватно. И многу пари. Потребно е луѓето да одат почесто на контроли за да по-лесно се открие ако има некоја болест. Јас мојата беше скршеница, зависи кој какво е. Но добро човек да се посети. Да. Треба да си прават контрола, треба. Сите да си правиме контрола за се што треба. Пиеме за притисок, ја за нога, од ортопед, за многу нешто. Колената, коските, секој пат има знаци за промена на времето. И за тоа потребно да се посетите. Да. Да одите на контрола. Да одиме на контрола. За коленото сликај. Колку често си правите контрола? Ово има скоро 2 години не е правено, па сега пат треба да правам контрола. На еден начин да се испитат. Да. За да се оди на преглед потребно е термин, а истиот чини 80 денари, додаваат анкетираните. Па плаќа се, ама тоа е минимално. Нема ништо попуст, ама не е па скапо. Тие прегледите што са 80 денара јас сам платила, тоа е минимално нешто. А лековите? А лековите се поскапи на приватно. Повеќето се на приватно. Спрема примањата? Спрема примањата едва постигаме за лекове да има, па за друго. Инаку ако времето се промени, овие промени се помалку важни, но човековото тело може да биде многу чувствително и може да генерира сигнали уште пред да пристигне бурата, што понекогаш не прави прилично раздразливи.